Мислам дека не е проблем само што не ги исполни очекувањата, туку мислам дека загрижува повеќе што влезе во една комфортна зона на моќ. А одговорноста што ја носи како власт ја заборави. Лесно е кога сте во опозиција да бидете решение за се. Но кога ќе дојдете да ги решавате работите, тогаш се цени и кадарноста, и концептот, и решителноста да ги се справите со проблемите, но и одговорност. Мислам дека отсуствува одговорноста, повеќе уживаат во привилегиите на власта, отколку што во решавањето на проблемите на граѓаните. Практично сме ние во третата година од оваа влада. Нема некој закон за кој што би се сетиле дека го донеле како реформски, а тоа го покажува и планот за раст и развој кој што еве чука на врата во јуни да се исполнат серија на закони, но нивното светло од тунелот не се гледа. Затоа мислам дека зборот одговорност некако е заборавен, а повеќе се ужива во власта и во привилегиите на власта. Па мислам дека решенијата за проблемите на граѓаните се наоѓаат на билборди и на пресконференции, а отсуствуваат од реалниот живот. Впрочем, и вчера некако еден дел од изјавата на господинот Мајк Зафировски на самитот Македонија 2025 изостана, каде што тој вели контролирајте го тоа што го имате, но власта сепак не треба да се вади на алиби на глобалните текови во светот, туку да понуди решенија за граѓаните. Фалат решенија за граѓаните. Инаку можеме да бараме алиби во економски кризи и во војните кои што постојат за жал во светот, но кон граѓаните треба да се предложат мерки и решенија. Тој ресет кој што го споменавте и вие и ВМРО ДПМН во кампањата, никогаш не донел нешто добро. Ние сме, секогаш кога некоја власт доаѓа, тоа е проблем со години наназад. Секогаш почнуваме од нула. Но во овој момент сме пооддалечени од ЕУ, граѓаните се пооддалечени еден од друг. Вчера заради некој врски бев во градскиот трговски центар, практично авет и таму тоа е, нема пола дуќани се затворени, не само што и дуќаните и бизнисот е затворен, туку и немаше многу ни граѓани кои што се движат. И сето тоа расте, инфлацијата расте, а довербата кон институциите јасно е дека се намалува. Никој нема да отиде во странство заради лош патриотизам или немање патриотизам. Напротив, тој си е патриоти, си ја сакаме сите Македонија. Но економската безперспективност и неизвестност ги тера граѓаните да заминат. Постои капацитет и во овој СДСМ и постојат и квалитетни луѓе, но тоа треба да излезе на површина. За капацитет зборувам капацитет на обединување, капацитет на наоѓање партнери и нудење решенија и визија. Не треба да се поискусните велате или ние велиме дека лошите моменти од минатото, како партија која што била на власт и како политички субјект, секако имала и добри и лоши работи, како државотворна партија сме оставиле печат во оваа држава, но се разбира некои лоши работи постојат и ние треба да сме свесни тоа и за тоа да извлечеме поука. Искусните велат, не треба да ве дефинираат неуспесите, туку тоа треба да ви биде поука како да се промените. Она што мислам дека во овој момент на СДСМ му фали е тој СДСМ. Не како букви, туку како суштина, како кодот, онај што е дефиниран во минатото. Тоа е, мислам, главниот потек што треба да се направи. Се сложам, грешки постојано реков, не треба да се бега од тоа, треба да се извлечат поуки и она што и вие го зборувате меѓу редови е тоа да се понудат решенија, да се понуди визија и решенија. Лесно е да се создаваат конфликти, треба да се создадат решенија. И мислам дека треба енергијата, целиот капацитет и целиот потенцијал
да се вложи во наоѓање на партнери, наоѓање на решенија, дефинирање на визија и нудење на решенија кон граѓаните. Граѓаните се заморени од препукувањата партиски, од претпоставам и медиумите им е досадно по 10 соопштенија што добиваат од едната и од другата страна како се напаѓаат партиите и мислам дека граѓаните бараат решенија. СДСМ треба да извлече поуката, особено од градот Скопје, каде што за жал беше на ниско место пласирано. Постои потенцијал во градот, огромен број на гласачи постојат и мислам дека тој опозицијски простор се уште не е освоен и тука има потенцијал на кој што треба да се работи, се разбира со повеќе различни комуникацијски канали. Пресконференциите не се доволни, туку фалат герила акции, фалат некои ивенти организирани, особено од младите. Така да мислам дека повеќе комуникацијски канали треба да се вклучат во оваа активност на опозицијата. Па јас сметам дека никој нема да не оправда во иднината од молкот што го правиме сега. И затоа сум гласен и сакам да сум гласен и повикувам повеќе да бидеме гласни. Нас ни требаат партнери, иако и со различно мислење, тие не ја уништуваат партијата. Конфликтот ја уништува партијата. Компромисот ја гради демократијата. Конфликтот ја уништува демократијата. И вие кога во опозиција се однесувате на еден начин, тоа е слика како ве замислувате кога ќе бидете на власт. А тоа значи дека треба да градите мостови, треба да градите партнерства. Медиумите не ви се непријатели. Медиумите треба да ја пренесат таа ваша комуникацијска порака. И затоа во еден широк фронт кој што е неопходен во овој момент, мора да се најде еден компромис, мора да се најде еден заеднички јазик, мора да се барат партнери, ако можеби понекогаш имаат различни мислења, тие да и да имаме простор преку медиумите тие да се искажат, а не да создаваме војни од оваа страна на барикадите, туку целата енергија и емоција да ја пренасочиме кон борбата со власта, кој што, за жал реков, не се живее добро во Македонија, треба да се направи час поскоро да дојде до промена на власта.